издание. 75% од републиканците би сакале поранешниот председател Доналд Трамп и натаму да игра проминентна улога во партијата. Ќе бидат потребни уште многу фабрики за производство на вакцини против COVID-19, за да се задоволат потребите во цел свет, предупредуваат експерти. Граѓани во Њујорк се вклучија во помош на полицијата да го обезбедуваат градот ноќно време. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, добре дојдовте во уште едно издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Поранешниот председател Доналд Трамп и натаму останува популарен меѓу републиканците. Тој влезе во меѓусебно препукување со оние што не го поддржуваат, во обид да ја преземе контролата врз републиканската партија. Еве ги деталите. Хотелот Трамп Плаза и едно казино беа срушени во Атлантик Сити. Тие беа последни во оваа некогашна најпопуларна дестинација за обложување. Но поранешниот председател не се откажува од неговиот политички бренд. Тој неодамна го нападна лидерот на малцинството во Сенатот Мич Маконел, откако тој претходно го обвини за насилството во Конгресот на 6 јануари. Председателот Трамп фактички и морално е одговорен за провоцирање на настаните. Во изјава Трамп рече дека републиканските сенатори кои го поддржуваат Маконел нема да победат повторно. Тој се закани дека ќе ги поддржи кандидатите на крајната десница на примарните избори против актуелните партиски представници. Главната цел беше да се осигура дека 75 милиони луѓе кои гласаа за председателот Трамп да знаат дека председателот и натаму ќе биде активен и вклучен во политиката и оти ќе продолжи да поддржува кандидати кои се залагаат за агендата Америка прва. 7 републикански сенатори кои гласаа за обвинување на Трамп во постапката за негов импичмент се соочуваат со критики, дури и со цензура од партијата, потенцирајќи на тој начин дека републиканците одбиваат да се дистанцираат од Трамп. Републиканската партија е партија на Трамп. За жал, имате умерени конзервативци, луѓе од центарот и десницата, каде што мислам дека јас припаѓам политички и кои сега мислам дека се чувствуваат изолирани. Улогата на Трамп во нападите на Конгресот веројатно ќе остане во фокус, како што представничкиот дом планира да формира независна комисија, слична на онаа за истрагата на терористичките напади на 11 септември 2001 година. Поранешниот председавар со таа комисија Томас Кин повикува на двопартиска комисија за нападот на 6 јануари. Не се работи за комисија против председателот Трамп. Ова е комисија за откривање на фактите. Неодамнешна анкета покажува дека 75% од републиканците би сакале поранешниот председател да игра проминентна улога во партијата. Не сакаме, ќе се вратиме на некој начин. Но кривичните истраги за улогата на Трамп во нападите на Конгресот и за мешање во изборниот процес, како и правните предизвици околу сомнежите за даночна злоупотреба, може да ја утврдат идната улога на поранешниот председател во политиката. И додека САД очекуваа да се снабдат со доволно вакцини против COVID-19 за целото население до крајот на јули. Државите со ниски примања, меѓу кои Македонија, заостануваат во процесот на достава. Експертите предупредуваат дека ќе бидат потребни многу повеќе фабрики за производство на вакцини. Во САД и натаму има долги редици за вакцинирање против COVID-19. Но раководителите на фармацевските компании пред Конгресот објавија дека рапидно ја зголемуваат доставата. Главниот директор за бизнис операции во Pfizer, Џон Јанг, вели: Ја сваќаме потребата да се вакцинираат повеќе луѓе за пократко време и работевме напорно, значително да го зголемиме производството. Јанг рече дека неговата компанија го зголемила производството и додава производствени линии. Како резултат на унапредувањата, очекуваме зголемување на бројката на дози од околу 4 до 5 милиони неделно на почетокот на февруари, на повеќе од 13 милиони дози неделно до средината на март. Председателот на Модерна, Стивен Хоч, во Конгресот рече дека и неговата компанија значително го зголемила производството. Ја удвоивме месечната достава од крајот на 2020 и целиме кон уште едно удвојување на повеќе од 40 милиони дози. До крајот на јули двете компании заедно очекуваат да достават 600 милиони дози, доволно да се вакцинираат 300 милиони жители со по 2 дози. Третата вакцина можеби доаѓа наскоро. Ова од Джонсон и Джонсон ќе биде само една доза и нема потреба да се складира во екстремно ниски температури.
Има стапка на ефикасност од 85%, нешто помалку од другите две вакцини, но се уште е добра, вели експертот по вакцини од Универзитетот Џонс Хопкинс Вилијам Мос. Ако може да се вакцинирате само со една доза и вакцината да не мора да се чува во екстремно ниски температури, тоа е голема добивка за многу држави. Сепак, многу држави ќе треба да почекаат за овие вакцини. Иако фармацевските компании го зголемија производството, државите со високи примања веќе ги резервираа нарачките до крајот на годината, предупредува шефот на одделот за здравство при Меѓународниот комитет за спас. Иако најавата е охрабрувачка за земјите со ниски примања, тоа ќе значи дека ќе имаат доволно достапни вакцини дури кон крајот на 2021 или 2022. Pfizer продаде 40 милиони дози на Светската здравствена организација за програмата COVAX, наменета за државите со ниски и средни примања. Johnson & Johnson продаде 100 милиони. Повеќе дози доаѓаат од AstraZeneca. Но експертите предупредуваат дека ќе бидат потребни многу повеќе фабрики за производство на вакцини ширум светот, за да може да се покрие светската популација од 7,8 милиарди луѓе. Познат диџеј во Њујорк поведе иницијатива да ја зголеми безбедноста на граѓаните кои патуваат со метро и кои заглавуваат на улица доцна во ноќта. Погледнете. Се собираат кога ќе зајде сонцето, некогаш во парови, некогаш во поголеми групи во зависност од денот. Ова се луѓе кои им помагаат на соседите да се чувствуваат безбедно во некој од најнебезбедните населби во Њујорк. Основачот на безбедно пешачење во Њујорк, Питер Кере, вели дека можеби ќе треба време да се видат резултатите од она што тие го прават. Ќе треба време. За ваквите нешта кои спонтано започнуваат треба време, неколку месеци. Луѓето само треба да видат дека има напредок. Кере вели дека решил да преземе нешто кога чул за серија напади врз жени во близина на станицата Бушвик, која е обколена со градилишта и слабо осветлени улици. Откако слушнав за петиот напад и видов фотографија на една жена која имаше сериозни модринки, почувствував дека мора да направам нешто. Полицијата неколку дена била на стража близу излазот на станицата, поделила летоци и дури привела еден нападјач, но Кере не е уверен дека нападите ќе запрат. Скокнав на велосипедот и дојдов овде, запрев кај станицата и почнав да шетам наоколу, да бидам тука доколку нешто се случи. Кере е познат диџеј во Њујорк. Тој има работено со Алиша Киз и други музички звезди. Многумина го знаат по активната вклученост во движењето Црните животи се важни, како специјалист за кибернетска безбедност. Тој вели дека идејата за безбедносна придружба на луѓето била прифатена и наскоро неговите пријатели и стотици волонтери се приклучиле. Кере вели дека ги проверува волонтерите, а НОА го одржува контактот со најголем дел од нив. Сите ние сме зафатени луѓе кои живеат и работат во Њујорк, но се обидуваме да се собереме барем еднаш неделно. Живеам многу близу до оваа станица кај која се собираме. Ќе бидам овде најмалку еднаш или два пати неделно. Кере вели дека тој и неговите волонтери не сакаат да станат некаква волонтерска полициска сила за да го држат градот безбеден. Нивната единствена задача е безбедно да ги испратат луѓето до дома. Не ги следиме традиционалните методи кои се користат при формирање безбедносна структура, каде мажот е оној кој одлучува што е безбедно за една жена. Ние имаме и жени кои говорат и велат, ова треба да се направи за да се чувствуваме безбедно. Волонтерите планираат да го прошират начинот и локациите на кои нудат ваква услуга. Благодарам на вниманието. До гледање до утре.